Дипломатска офанзива отворена војна со криминал и корупција, расчистување во судство и обвинителство, битка со цените, ширење на патна инфраструктура. Владата сега отвара нов фронт здравството. Се фати за најболната точка во Македонија, јавното здравство. Полека, но сигурно ќе се лекуваат рак раните кои со години се таложеле во застрениот систем, а кои во последните 7 години во минатата власт буквално гангреноса. Нема кој не ја поздравува големата инвестиција за враќање на стариот сјајна популарната воена болница, која во минатото важеше за најврвна медицинска установа во државата. Да се лекуваш таму на времето беше дека ќе добиеш најдобрата нега, најдобрите доктори со најсовремена технологија. Но тоа беше на времето. Сега е друга приказна. После 80 години конечно ете ќе се реновира болницата. И не е само оваа реконструкција, тука и најавата за реновирање на Карил, на клиниката за итна помош, како што си ја нарекуваме. Се најаво и голема набавка на санитетски возила и возила за итна помош, реформа на локалните амбуланти и слично. Конечно една влада сериозно се зафати со ваков голем проект. И потегот е за поздравување затоа што навистина македонското здравство се претвори во хорор филм. Целиот здравствен систем, кој рака на срцето секогаш имал сериозни проблеми, во последниве години толку се распадна што здрав да влезеш, болен ке излезеш. Во изминативе години македонското здравство го проби дното. И добро е што конечно од некаде се трнува, па дури еве нека биде само реконструкцијата на 8 септември и Карел. Тоа е повеќе од колку што направија СДСМ и во изминатите години. А знам дека нема да се запре тука. Овие реконструкции се првиот чекор. Но ќе треба да почекаме некое време да ги почувствуваме промените што ги носи новата власт во Македонија. Но добро е што некаде се трна. Додека чекаме, можеме и ние малку да се занимаваме со грашакот на Славинка.